Почитувани граѓани, согласно извештајот усвоен од ДИК, во избирачкиот список има точно 330.588 сомнителни гласачи. Изборниот криминал на Никола Груевски и ВМРО ДПМН е целосно потврден. 330.588 сомнителни гласачи е доказ дека последните изборни циклуси во Македонија не биле регуларни и дека нема кредибилен избирачки список. Хаосот во избирачкиот список постои и во Битола. Во куќата, чиј што собственик е некогашниот прв човек на полицијата во Ресен и портпарол на СВР Битола, а денес актуелен градоначалник на општина Ресен, Ѓоко Стрезовски, регистрирани се тројца гласачи кои што не живеат таму. Мехмедали Ерхан, роден 1990 година во либиска арапска Џамахирија, каде што и денес живее. Мехмедали Серхан, роден 1995 во Бенгази, либиска арапска Џамахирија, каде што и денес живее. Мехмедали Себаедин, кој живее во Бенгази, либиска арапска Џамахирија. Како овие тројца граѓани кои што живеат во Либија се наоѓаат во гласачкиот список во Битола на улица Солунска број 14А, во куќа собственост на функционер на ВМРО ДПМН и актуелен градоначалник на Ресен Ѓоко Стрезовски. Куќата на улица Солунска број 14А во Битола е празна и во неа никој не живее со години, но замислете, гласачи постојат. Дали овие посочени гласачи редовно се појавуваат на гласање или пак некој друг гласал во нивно име? Почитувани граѓани, ова е вистината утврдена по увидот во избирачкиот список. Ова е само уште една потврда за изборните измами и нерегуларности со кои што се служи Никола Груевски и ВМРО ДПМН и на кој начин победувале. Затоа, ДИК е должна да ја презентира на јавноста патоказ по кој што се дојде до легитимен избирачки список. Не смее да има сомнеш во ниту еден глас. Мора да важи правилото: еден човек, еден глас. Без целосно прочистен избирачки список нема фер, демократски и регуларни избори. Граѓаните ги очекуваат промените на следните фер и демократски избори на кои што ќе победи СДСМ, ќе победат граѓаните, ќе победи Македонија. Благодарам.